Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате. Од денес па до крајот на мај ќе трае запишувањето ученици во прво оделение во новата учебна година. Тешко повредени двајца мотоциклисти во две различни сообраќајни несреќи. Во петок со богата културно-уметничка програма во музеот на Тетовски крај ќе биде одбележан Денот на македонскиот јазик 5 мај. Започна уписот на првачиња за новата учебна година. Според евиденцијата во клупите во основните училишта во општина Тетово, од септември ќе треба да седнат 974 ученици во прво оделение. Од денес па до крајот на мај ќе трае запишувањето ученици во прво оделение во учебната 2023-2024 година. Во сите основни училишта во општина Тетово се формирани комисии, кои ќе ги примат родителите заедно со нивните деца, кои пак со себе треба да ја имаат потребната документација. Според податоциве што ги имаме од Управата за водење на матични книги, ова година има 974 деца кои ќе треба да се запишуваат во нашите основни училишта. Ова година ги немавме податоците од Управата за водење на матични книги на деца што се родени во Скопје или во некој друг град. Значи, училиштава веќе имаат и објавени конкурси за запишување на деца, каде децава ќе требаат или родителите треба да носат во училиште извод од матична книга на родените, ќе треба потврда дека децава ги имаат примени ваксините, исто така ќе треба потврда од зубар и потврда од офталмолог. Значи, заедно со детето ќе треба и родителот да иде во училиштето, за да можат подобро да ги земат податоците на децава. Значи, сите училишта од денеска се спремни, има формирани комисии од страна на училиштава, каде у таа комисија има психолог и оделенски наставник кои ќе ги примаат документите за запишување на првачиња за ова учебна година, значи 2023-2024 година. Родителот, односно старателот, има право да го запише детето во основното училиште во реонот во кој живее или каде што постојано престојува. Годинава ќе има мали измени во реонизацијата за тетовските училишта, кои треба да поминат на утрешното продолжение на последната седница на Советот. Има измени во некои училишта, значи прилично е целото исто, че има измени по одлуката на Советот, значи основното училиште Беса од Вешало го сменил адресата, значи ќе биде кај новиот објект на основното училиште на Инфраши и некои улици од што порано припаѓа во основното училиште Лирија и Истикбал, еден дел ќе бидат префрлени во основното училиште Кирил и Методи и еден дел ќе бидат префрлени во основното училиште Кикиш, ради тоа што пошто има во овие две училишта има оптерет, значи има повеќе од 34 ученици, а во другите училишта имаме помал број на ученици, но прилично ќе биде истата само со некои измени таму кај сме го идентификувале дека има помал број на ученици, значи сите училишта да има некој баланс и сите да имаат доволно број на ученици. Во прво оделение се запишуваат ученици кои до крајот на календарската година ќе наполнат 6 години. По исклучок, детето може да се запише во прво оделение доколку наполни 6 години до 31 јануари наредната година, по претходно барање на родителот, односно старателот, и добиено мислење од педагог или психолог во училиштето. Пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски на пресконференција во Собранието побара пратениците да го имаат на увид договорот со Бехтел и Енка, за да можат да го разгледаат, а потоа на затворена седница да ги изнесат нивните забелешки.
Вице-премиерот задолжен за европски прашања Бојан Маричич пак, во одговор на новинарско прашање, рече дека ќе им биде доставен на лицата кои имаат безбедносен сертификат според договореното. Ние не бараме договорот некој министер да ни го раскажува. Ние бараме и имаме право договорот да ни биде даден на увид и бидејќи се работи за 500 страни договор, да имаме разумен рок од најмалку 10 дена да го разгледаме, анализираме и потоа да имаме затворена седница на која што ќе ги искажеме сите наши забелешки, но и ќе ги обзнаниме сите клаузули кои што се штетни по буџетот на Република Македонија. Тоа е нашето барање. Зошто сметаме дека ова барање им следува на пратениците? Затоа што веќе е направен еден преседан. Самиот договор имале можност да го видат 8 пратеници од ДУИ и 2 од СДСМ. Тоа се оние кои што ги поднесле 8 закони за измени во собранието, поврзани со договорот за автопатите на Артан и Ковачевски, иако знаеме дека најмалку 2 пратеници од овие 8 немаат безбедносни сертификати. И сега, ако можел некој пратеник, колега, да има увид во договорот без безбедносен сертификат и да прави предлог за законски измени на 8 клучни закони, вклучително и законот за работни односи, тогаш можат сите пратеници да го добијат договорот, во најмала рака сите кои што имаат безбедносен сертификат, да имаат време да го разгледаат и потоа собранието на затворена седница да ги слуша забелешките, критиките, пофалбите или обвинувањата од страна на пратениците. Јас утрово присуствував на собраниската координација како претседник на владата, како што и редовно присуствувам во изминативе 2,5 години. Она што се заклучи, што се објави е дека оставаме простор и пратеничката група на СДСМ остава простор како и мнозинството во оние услови, во време и во формат на кој што одговара на опозицијата да се направи достапна договорот на оние лица кои што имаат безбедносен сертификат и секако тоа зависи од динамиката на договор меѓу претседателот на собранието и опозицијата, кога и како ќе одлучат тоа да се направи, владата нема што да крие. ИПАРД 3 овозможува авансна исплата до 50% од висината на финансиската поддршка веднаш по потпишување на договорот, изјави министерот за земјоделие на презентација на програмата. Од Федерацијата на фармери кои беа присутни на настанот пак укажуваат на слабостите во земјоделско-сточарската гранка, а една од нив е недоволна организација на откуп. Покрај 4 веќе акредитирани мерки во ИПАРД 2, ќе се акредитираат дополнителни 4 мерки во ИПАРД 3, а тоа е мерката за рурална инфраструктура, мерката за лаговите за економски развој, мерката за агроекологија, клима и органско производство, што ќе придонесе за заштита на животната средина и надминување на влијанието од климатските промени и мерката за советодавни услуги. Овде сакам да се обратам на сите присутни градоначалници и да изразам жалење што се во многу мал број заради тоа што токму ИПАРД 3 ги таргетира општините и треба да бидат силно заинтересирани за искористување на овие средства. Новата мерка која што прва ќе се акредитира, ќе биде мерката токму за општините, односно мерката за рурална инфраструктура. И се надеваме дека со сите капацитети на Министерството, на платежната агенција и со сите сили, оваа цел која што си ја зададовме, многу скоро ќе оствариме, за да на почетокот на 2024 година оваа мерка им биде достапна на општините. Во овој буџет 17 милиони евра се наменети токму за општините за инвестиции во обновливи извори на енергија, локална патна инфраструктура, водоводи и канализации, за мерките за кои што поминавме одлично искуство во претходниот период преку националната програма. Затоа сега имаме 17 милиони евра европски пари за кофинансирање на истите проекти. Затоа ве замолувам, следете ја нашата работа и кога ќе биде објавен повикот, бидете спремни со своите капацитети, со своите сектори и оделенија, да овие средства за прв пат бидат искористени. За ситуацијата со ниските откупни цени, кои што долги години нашите откупувачи ги нудат на нашите земјоделци,
односно нудат откупни цени по-ниски од производните цени. За целата таа ситуација малку сме виновни и ние земјоделците затоа што сме неорганизирани, нездружени и не единствени и не настапуваме со тие големи откупувачки центри како преговарачи кои што ќе имаме поголема преговарачка моќ да се избориме за нашите повисоки откупни цени. За жал, тука постои и општествена човечка неодговорност во годините кои што долги години следат кризи, на целите тие ситуации ние за жал видовме дека нашите големи профитери од земјоделството не го делат профитот со малите земјоделци кои што работат земјоделство и екзистираат земјоделство, односно заработуваат на грбот на земјоделците. И сега тука се наоѓаме во ситуација кога и државата било да е со какви мерки, стимулации да придонесува, да дава, дали преку ИПАРД, преку национални програми, дали преку субвенции, кога ланецот, синџирот во таа производствена алка не е сврзан, тогаш за жал имаме тоа што го рековте и вие, да младите не напуштат. Тешко повредени мотоциклисти во две различни сообраќајни несреќи. Лишен од слобода 24-годишник од Албанија. Му била пронајдена и одземена марихуана. Од слобода биле лишени уште две лица, кај кои исто така била пронајдена дрога. Државјанин на Турција пак приведен поради фалсификуван пасош. По полицискиот билтен уште еден случај на пронајдена дрога и пријава за каснување од куче скитник. Вчера во 16 часот и 45 минути во СВР Тетово пријавено е дека на регионалниот пат Маврово-Никифорово се случила сообраќајна несреќа помеѓу мотоцикл БМВ, управувано 43-годишникот Тетово и патничко моторно возило Volkswagen Vento со тетовски регистарски ознаки, управувано од ФС од Тетовска Голема Речица. Во несреќата мотоциклистот се здобил со тешки телесни повреди, а 4 сопатници од возилото Венто се здобиле со телесни повреди, констатирани во гостиварската општа болница Ферит Мурат. Увид извршила екипа од Оделенијето за внатрешни работи Гостивар. Вчера вечер во 20 часот и 25 минути во СВР Тетово пријавено е дека на регионалниот пат Гостивар Горна Бањица се случила сообраќајна несреќа помеѓу мотоцикл со гостиварски регистарски ознаки, управувано 19-годишник од Гостиварска Горна Бањица и патничко моторно возило Шкода Фабија со гостиварски регистарски ознаки, управувано 21-годишник од Гостиварска Долна Бањица. Во несреќата мотоциклистот се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во гостиварската општа болница Ферит Мурат. На местото на несреќата увид извршила екипа од Оделенијето за внатрешни работи Гостивар. Вчера околу 21 часот и 20 минути полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 24-годишник од Република Албанија. При притрес во домот во кој времено престојувал, извршен со судска наредба, била пронајдена и одземена марихуана. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар и по документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, ноќеска околу 1 часот на спореден пат Гостивар Тетово, лишле од слобода 32-годишник од Неготино Полошко и 44-годишник од Скопско Арачиново, затоа што кај нив бил пронајден и одземен кокаин. Двајцата се задржани во полициската станица Гостивар и по целосно документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 11 часот и 10 минути на улица 29 ноември во Тетово лишиле од слобода 50-годишник од Република Турција со времен престој во Тетово. При притрес во домот во кој што престојувал, извршен со судска наредба, била одземена неговата патна исправа поради сомнение дека е фалсификувана. Поради тоа и затоа што непријавено престојувал на подрачјето, турскиот државјанин е задржан во полициската станица Тетово. Се расчистува и документира случајот. Ноќеска околу 1 часот и 50 минути на улица Јордан Златановски во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 25-годишникот Тетовско Јеловјане, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. Од него исто така било одземено и патничко моторно возило Ауди без регистарски таблички и со истечена регистрација повеќе од 6 месеци.
Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок. 70-годишникот Гостиварско Здуње вчера во 12 часот во СВР Тетово пријавил дека во селото бил каснат од куче скитник. Вчера на поширокото Тетовско подрачје била спроведена акцијска контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возило под дејство на алкохол. При контролата биле откриени соодветно санкционирани 11 возачи кои возеле пијани. Вчера од 17 до 22 часот на поширокото Тетовско подрачје спроведена е акцијска контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возило под дејство на алкохол. При контролата биле откриени соодветно санкционирани 11 возачи кои управувале возило под дејство на алкохол, од кои кај еден било утврдено над 1,5 промили алкохол во крвта. Сите се исклучени од сообраќај, времено им се одземени возачките дозволи и ќе се соочат со предвидените парични глоби, кои за овој вид прекршок се движат од 225 до 275 евра во динарска противредност, зависно од степенот на нивната алкохолизираност. При контролата исто така биле санкционирани 4 други видови сообраќајни прекршоци, како и 3 на Гостиварското подрачје. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш апелира до возачите да се воздржат од консумирање алкохол дотолку управуваат моторни возила, без разлика на поводот и воопшто. Ова подеднакво се однесува и на мотоциклистите кои деновиве ги има се повеќе на патиштата и улиците во поширокиот Полошки регион, а каде уште повеќе ќе се засилат планираните превентивни и други контролни активности. Мотоциклистите се подсетуваат исто така задолжително да ги регистрираат мотоциклите на време, да ја проверат техничката исправност на истите и секогаш да користат заштитни шлемови, односно кациги, затоа што во спротивно ќе се соочат со поднесоци и со парични глоби, кои се движат од 50 до 500 евра во динарска противредност. Во петок со почеток од 19 часот во просториите на Музеот на Тетовски крај поранешен Дом на Арама. Со богата културно-уметничка програма ќе биде одбележен 5 мај, денот на македонскиот јазик. Со пригодна културно-уметничка програма во петок со почеток од 19 часот во Музеот на Тетовски крај поранешен Дом на Арама ќе биде одбележен 5 мај, денот на македонскиот јазик. На свечениот настан ученици ќе читаат литературни творби од наши истакнати македонисти и поети. Пред публиката ќе настапи градскиот детски хор Лале од Тетово, триото Шербет, културно-уметничкото друштво Кирил Печиновиќ од Теарца, а настанот ќе биде збогатен и со драмски делови. Во петок на 5 мај, литературниот клуб Кирил Печиновиќ за прв пат, а се надеваме во иднина дека ќе биде традиционално одбележување на 5 мај, денот на македонскиот јазик, кој беше прогласен од Собранието на Република Македонија во 2019 година. За прв пат го одбележуваме со свечена академија, на која што ќе има пригодна културно-уметничка програма. Ќе почнеме со реферат за значењето историјатот на македонскиот јазик. Потоа ќе има, тука позади мене се младите литературни творци, сега во улога на рецитатори, кои што ќе прочитаат песни од најзначајните македонски поети низ времињата, кои што пишувале на современ македонски јазик, почнувајќи од Кочо Рацин, значи Гане Тодоровски, Анте Поповски, Славко Јаневски, Ацо Шопов, кому годинава се одбележува 100 години од неговото раѓање, и Анте Поповски. Ќе настапат и поети од Тетово, членови на литературниот клуб. Славица Давевска Чировска ќе прочита песна, Перица Саджовски и Ангела Андоновска, значи поети кои што објавиле книги, збирки поезија. И имаме настап на музички дел, настап на хорот Лале, кој што под раководство на маестро Ивица Зорич
ќе настапи и групата Шербет и манифестацијата ќе заврши со настапот на културно-уметничкото друштво Кирил Печиновиќ од Тејарце. Во програмата предвиден е драмски делови, ќе се представи со еден монолог од македонска драма Владимир Јовановски. Ќе настапат и други членови на драмското студио Тетово. Целта на свечениот настан покрај другото е и да се подигне свиста за значењето и негувањето на белезите на современиот македонски јазик. Ако сакаме да го сочуваме македонскиот јазик, значи со сите негови белези, мора да се работи на подигнување на значењето на македонскиот јазик за македонскиот народ. Ќе завршам цитатот на Блаже Конески, дека нашиот македонски јазик е нашата татковина. Значи, чувајќи го македонскиот јазик, го чуваме македонскиот народ и ја чуваме нашата татковина Македонија. Организатор на настанот е литературниот клуб Кирил Печиновиќ од Тетово. Влезот на настанот е слободен. Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно.